Пред 5 години отприлика се одлучив да донирам јајцеклетка за една моја пријателка, која што лечеше со години стерилитет. Отидовме во болницата Свети Лазар, каде што работеше доктор Дамчевски. И почна самиот процес на инвитро. Значи, тоа е проблематика која ми е позната, затоа што јас сум здравствено лице. И доктор Дамчевски го познавам од претходно. Отидовме, ми даваа хормони да ме стимулираат и дојде денот на пункцијата. Ме пунктираа. После интервенцијата дојде сестра Лиле и кажа дека има извадено 17 јајцеклетки. По 2 дена од тогаш се јавија и кажа дека 6 јајцеклетки се оплодени, а за другите ништо не кажа, 11 јајцеклетки. Потоа на ембриотрансфер од 3 ембриони беа вратени назад, а 3 останаа замрзнати. Слушајќи ги овие стории сега на жените и приказните, сакам да прашам и јас каде се тие ембриони, пошто болницата е затворена сега, каде се тие мои јајцеклетки, дали се злоупотребени некаде, пошто јас немам никаков документ за тоа. После извесен период ми се појави здравствен проблем. Ви интересира дали имате потомство? Да, сега ме интересира дали имам потомство некаде. По неколку дена од пункцијата не се чувствував добро, се појавив на трансфузија да ми направат, ме препратија уствари на трансфузија да направам фактори на хемостази и D-димери, каде што ми беа на највисоко можно ниво. Самата докторка кога ме прими ми рече: "Ти жено како стигна до овде? Жива." Пошто премногу беа покачени факторите. Тоа е резултат на хормоналната терапија, значи тоа е хиперстимулација и хиперстимулацијата е еден вид темпирана бомба. Што можело да се случи? Па можело и фатално да заврши. Примав антикоагулантна терапија 3 месеци. Како последица на терапијата хормонална што ми беше давана, по 2 години после тоа останав бремена. Имам син. Роден е 35-та гестацијска недела, со тоа што директно ме препратија на клиника да се извади бебето со провокација, затоа што можеше фатално да заврши, така ми беше кажано од докторот, дека мора да се извади со провокација. Немало доток на крв, главната артерија вена што мине во матката што носи до плодот храна. Значи бебето не можеше да се храни и само интензивно слабееше внатре. Се роди со падната гликемија со 1,7, беше на обсервација неколку дена, меѓутоа сега, фала му на Господ, се е во ред. Тогаш и знаев и предпоставував дека е од последица, да, од пореметување на факторите на хемостази и D-димери. После еден извесен период ми се појави пак еден проблем, каде што требаше да посетам гинеколог. Му се јавив на доктор Дамчевски, му кажав за проблемот и отидов во Свети Лазар, ме прими и таму покуша покрај прегледот, значи уз прегледот сексуално да ме злостави. Меѓутоа јас ја напуштив ординацијата. Па по 1 година од прилика од сето тоа случување ми се јави доктор Дамчевски. Ми понуди дали сум воljна, дали сакам уште да донирам јајцеклетка. Дали сакам да ме носи во Бугарија за некоја жена да донирам, дека таму ќе се направи пункцијата, таму да донирам и дека тоа ќе ми биде платено. Јас одбив, затоа што и првиот пат кога донирав јајцеклетка го направив добронамерно, без никаков паричен надомест. Сега сакам и прашувам каде може да се обратам и да знам каде се тие јајцеклетки и тие ембриони, што останаа. Кога отидовте во болницата?
да се направи целиот тој процес, дали нешто ви беше, како се одвиваше сето тоа, дали ви беше нешто сомнително, што се случуваше всушност во салата? Па, наискрено, тогаш не ми било ништо сомнително, нормално ме примија како и секоја пациентка, ми ставија инфузија предоперативно да ме спрема, зашто сепак е тоа интервенција за во сала каде што се дава и анестезија. И јас после примањето единствено се сеќавам, значи на болнички стол кога се разбудив. После тоа дојде сестра Лиле, пошто и она присуствува на самиот процес, на самата пункција во сала, дојде и ми кажа дека извадиле 17 јајцеклетки. По 2 дена се јави на пријателката моја и кажа дека 6 се оплодени јајцеклетки и дека ќе биде ембриотрансферот. Меѓутоа ембриотрансферот беше неуспешен. Што значи тоа? Колку ембриони се употребени, колку се? 3 ембриони се употребени, значи 3 ембриони ги вратија кај пријателката, а 3 останаа замрзнати. Сега од овој аспект си го поставувам. Што се случи со останатите јајцеклетки? Можат ли тие да бидат употребени? Останаа колку? Останаа 11. Останаа 11, не добив никаков документ каде се тие 11, дали се фрлени, дали се злоупотребени, дали се дадени некаде на некоја друга жена. Значи јас таква информација немам. 3 оплодени замрзнати ембриончиња, каде се тие, пошто болницата е сега затворена, тие беа замрзнати и се чуваат таму. Каде се тие, си го поставувам прашањето. Се прашувам дали имам потомство некаде. Како и сите жени што се злоупотребени во случајов. И јас сметам дека ова треба да се остануваат отворени прашања, многу неразјаснети и да се расветли овој случај.